Изборната кампања официјално започна денеска, но веќе неколку месеци политичките партии се однесуваат како да се во кампања, велат политичките аналитичари Благојче Атанасовски и Насер Зибери. Двајцата се согласни дека риториката која и досега беше употребувана е јасен показател во каква насока ќе се движи целата кампања. Предупредуваат дека наместо надпревар во идеи, голема е веројатноста да гледаме обвинувања и меѓусебни напади. Во ситуација кога македонската политичка култура, односно некултура во изминативе 35 години, не укажувала на примери каде што постојано имаме тешки обвинувања за криминал, за предаства, за корупција. Очекувам дека и оваа кампања за овие локални избори ќе има тешки обвинувања меѓу опонентите и во така наречениот етничко македонски, во така наречениот етничко албански политички блок. Од таа гледна точка за македонски услови очекувам прилично досадно, условно кажано, македонска кампања со познатиот македонски политички фолклор. Риториката сигурно нема да се менува. Секогаш противникот е лошата варијанта и на која не треба да и се даде доверба да управува со општините. Но тоа е веќе се слушнати фрази и со кои граѓаните на некој начин се навикнуваат. Особено интересна според нив ќе биде трката во поголемите општини, но и во средини, каде што резултатот е традиционално неизвесен. Жестока битка за градоначалничка функција се очекува да се води за неколку општини. Се очекува многу интересна битка во општина Карпош, каде што имаме 5 компетитивни кандидати или 5 кандидати кои ќе се борат за освојување на гласовите на граѓаните. Во така наречениот етничко албански политички блок се очекува огромна политичка битка во општина Чаир, ќе биде интересно да се следи и општина Тетово и другите општини во Западна Македонија, каде што не се знае со сигурност дали би победил кандидатот на ДУИ или коалицијата Влен. Ќе биде интересно да се следи Струмица. Пред се ќе ги издвојам неколку општини, како што е Чаир, Тетово, Струга до некаде. Во другите делови од земјата мислам дека ситуацијата ќе е поддефинирана и не очекувам некои поголеми изненадувања. Во Скопје може да се општините Карпош, по недефинирана, Центар, Ѓорче евентуално. Иако изборните програми се уште не се промовирани, во однос на предизборните ветувања, Атанасовски и Зибери сметаат дека граѓаните не треба да се залажуваат со теми како хигиената во градот, туку од идните градоначалници треба да бараат идејни проекти за големи инфраструктурни зафати кои ќе го олеснат животот во градовите и селата низ државата.